Ако некаде случајно ви одмавне светло-розова бојана книга и девојка со шапка, црни очила и фотоапарат, знајте, тоа е една и единствена Мија. Сега со второто издание од серијалот на Јас сум Мија од Јана Мишо. Нека биде во Амстердам. Не одам. Како мислиш не одиш? Така не одам. Со купени карти и спакувани куфери. Па што? Тоа е Мија. Тинеџерка што ту ќе занеме од срам криејќи се под ќебето во спалната, ту одејќи по кафулиња со пријателите, ќе најде нова разонова. И што повеќе? Прелистајте по дневниците и забелешки. Се што пишува се договорени средби и Инстаграм пораки. За неа се е бламажа, прелистување по тефтерите на умот или само едно мамо. Со купени карти и спакувани куфери. Сепак заминува во тој Амстердам, што секое лето е нова возбуда. А сега километри подалеку од Марко. Ова е непромислена, прецизна и одлучна девојка. Таа која од секој тунел гради лавиринт, од секој збор пишува роман. Низиниот свет навидум не е ништо повеќе од наоѓање заеднички јазик со Јована, блесавите разговори со Јаков или она кое не смее да се изостави од дневната листа во кошничката на Мија. Телефон, кафе, камера. Многу пати не треба да се искачиме на повисоко за да сме свесни за тоа. Тогаш, ова е совршенство на учење од секоја семејна случка, секоја заблуда, секоја одлука. Ќе се вовере во чеврите што се пресудни кога ќе те нападне бездомник во странство, ќе те наговорат во онлайн трачеви или просто ќе биде тоа прашање на љубовни сандачи. И после се, беше ли ова само престој во Амстердам? Еднонеделно патување по пабовите на Амстел и асфалтираните улици или едно мисловно и исцрпно враќање назад во Скопје? Секогаш ли родителите се толку неподносливи? Макс или Марко? И така, ако се почнува и завршува со што ако, можеби на овој текму нема крај. Се докажува дека виртуелните докази не се никаков показател за претпоставките и недоразбирањата подалече. Мија е Мија, но заслужува бар еднаш да се врати со бистра глава, нели? И ако се уште не му прелистувате по рафтовите со книги, несомнено, згрбчете ја. Ова е полн погодок. Со шоја чај, тивка музика, нека биде ваша книга на денот. И денес, можеби не сме во Амстердам, туку во Струга, и ова не е реката Амстел, туку Дрим, но се надевам дека ви се допадна приказната за Мија и ќе ви заинтригира и мотивира за да ја прочитате истата.